Од минатата учебна година Основното училиште Свети Кирил и Методи е дел од проектот Е-пристапно образование, кое е финансирано од УНИЦЕФ и поддржано од Министерството за образование и Бирото за развој на образованието. Целта на проектот е инклузија на учениците со посебни потреби во воспитно-образовниот процес. Како дел од проектот се организирани повеќе обуки на наставниот кадар во училиштето, како и донација на асистивни уреди. Новата просторија е прилагодена според потребите на учениците со посебни потреби. Тракбол за ученици во кој отсуствува моториката на големите мускули и уредот го користат како замена на глувче. Издвоен клик за ученици со церебрална парализа кои имаат проблеми со координација на движењата и тој уред им е замена на стандардното глувче. Джойстик кој е прилагоден освен со рака да се користи и со брадата, лактото или ногата. Тастатура со големи копчиња на кирилски букви кој го олеснува описменувањето на учениците и екран осетлив на допир е замена за тастатурата и глувчето. Освен асистивните уреди, ние користиме и софтверски прилагодувања на компјутер. Од софтверски прилагодувања користиме промена на брзината и осетливоста на прагот на глувчето, промена на интервалот помеѓу издвоениот клик на глувчето, кај конфигурацијата на тастатурата, за да биде по-прилагодена на одредени ученици, користиме опција на така наречени лепливи копчиња, понатаму скокачки или бавни копчиња и во исто време се прави прилагодување на екранот, каде што може да бидат зголемени иконите, да биде зголемен покажувачот и така натаму. Освен со уредите, дефектологот и наставниците со учениците со посебни потреби работат и со едукативни софтвери за подобро усвојување на основните математички вештини и описменување на учениците. За да може асистивните уреди да се применат и надвор од просторијата, извршена е дисеминација на наставниците за улогата и употребата на асистивната технологија во процесот на индивидуализација на наставата. Инаку, училиштето поседува и пристапна рампа за учениците со посебни потреби, а освен новата просторија, аплицираше и за добивање на други проекти за доопремување на просторијата за учениците со посебни потреби. Во план е опремување на уште една просторија, така наречена сензорна соба, која би се користила за хиперактивни ученици и аутистични деца.